Програмата е прекината поради Play In. Во средата на 15 години Љубојна. Традиционално концерт во Битола, почетоците нивни во Битола и 15 години нормално јубилејно во Битола. Што изјави и како поминавме таму, погледнете во приложение. Play In. Јубилејно овој пат во Битола, фонтана се приклучува веќе подолго време стари. Па добро, видете, јас како член на Фонтана со Љубојна соработувам едно колку 13-14 години, малте не со уште од самите почетоци, така да сум дел од таа златна екипа, да речам, на Љубојна, која што последниве години направи многу во македонската музика. Многу ми е мило што се слави еден значителен јубилеј. Искрено се надевам и сигурен сум во тоа дека ќе се продолжи со уште поголеми успеси, само да сме здрави и живи. Сигурно ќе имаме и соработка како што сме имале досега и мислам дека ќе придонесуваме многу за македонската музика понатаму. Реално е и факт е дека придонесувате многу за македонската музика. Сега ме интересира колку е тешка борбата се задржи тој македонски звук, тој македонски квалитет. Видите, во денешно време е навистина многу тешко. Тоа е еден процес, една борба за која што можеме да зборуваме многу време, многу часови, да дебатираме поврзано со тоа. Сепак се работи за еден, во овој случај се работи за еден спој од она што значи македонска музичка традиција со она што значи светски музички тренд, музика која што моментално ги пробива сите оние табуа, да кажам, во светот и затоа звучи онака како што звучи, посебно да кажам. Затоа викам, знаете, во однос на она што значи македонска музика и во однос на она што значи осовременување на македонската музика имаме многу обиди, сме виделе многу обиди кои што поминале така безуспешно. Она што значи за нас среќа и успех е тоа што го кажува публиката. Значи публиката кажа едно големо воодушевување последните години, поготово на сето она што значи македонска музичка реформа која што го направивме заеднички со Љубојна. Тоа ни е посебно драго, тоа ни е патокас, тоа ни е водилка за понатаму и сигурно дека ќе имаме уште поголеми успеси понатаму. Во последниот период ве имавме со концерт во Битола, сега ви имаме уште една струка со Љубојна. Што да очекуваме понатаму на турнеја низ Македонија, можеби надвор од неа? Видите, Македонија како држава, како простор е мала и нормално тука сме сите заедно, нормално заеднички да придонесуваме за сето она што значи наша култура и уметност. Ќе има многу случувања понатаму, нормално, значи како јас како дел од Фонтана, дел од Љубојна гостува на концерти од Фонтана, па заеднички концертираме, не знам, со Каролина, па Джамбо е тука, па сето тоа представува едно вистинско наше задоволство, да кажам, и нормално кога се сејат успеси, задоволството е уште поголемо и нормално поттик за понатаму и творење и нормално стврднување на соработката. Јас се надевам и сигурен сум дека ќе го продолжите по оваа пат и ќе ви посакувам успех понатаму. Джамбо, добре дојде и во Битола, добре дојде и во нашата емисија. Кажи ми за почеток, сакам да го наведам муабетот со тебе кон музикат. Склоп на трубачи со етно. Колку беше предизвик за тебе да се направи тој склоп? Знам дека е побарање на Љубојна, мете, колку тебе ти беше предизвик да се состави тој склоп? Значи тоа додека да го создаваме овај стил и етното музика е едно од најпослушаните музика, мислам дека во Македонија, етно, македонско и затоа сум јас интересен пошто го свирам тоа е фактички Джамбо го познават со овај стил, што го мешам стиловите, значи на викенд малку латино, малку арабија, малку турско, ама сето тоа го држим овој етниот стил со Љубојна заедно. Така. Ете тебе лично, која музика ти е најголем предизвик? Која музика сакаш да изведуваш? Ја по мене секоја музика што е добро, што е убаво, сакам да го направам тоа, але сакам да направам јас исто нешто што го нема секој и затоа ги соберам од секаде по нешто го соберам и го направам да биде Джамбо.
Джамбо, препознат ли си по твојот инструмент? Ете, кажи ми дали може би си имал некој контакт со млади луѓе, оние кои сакаат да се советуваат од тебе, ти прилика овој пат да дадеш еден совет кон тие млади изведувачи, млади музичари. Значи имам многу млади, имам и млади ученици во Струмица кога да сум барем малку кога сум слободен, еден ден, 2 дена, верувајте дека и тие денови не можам да останам малку да се одморам, доаѓаат кај мене, ете како тоа да го направиме, како да бидам како тебе. Викам, сете тоа вежба, концентрација, волја и само им давам поголема волја и позитивно само да вежбат, да чинуваат па да станат тако. Така, ти си на многумина нечи идол. Прашањето ми е следно, кој е твој идол? Мој идол е Чичко Микочо, Бог да го прости, би беше исто така учител, ама за жал не е повеќе со нас. И другите од странци да кажам дека Артуро Сандовал ми е најомилен артист од трубачите, Ибраим Малов. И многу врста музика слушам јас. Али идол ми е Артуро Сандовал и Ибраим Малов. Джамбо, ти благодарам за издвоеното време, ќе ве оставам да уживате во овој концерт, се надевам и публиката ќе ужива. Па и јас се надевам, не се надевам, тука сигурен сум публиката дека ќе ужива. Така, загарантирано е, чим Да. имаме вас тука, загарантирано е. Ќе видам, фала ви, Ти благодарам. благодарам. Одлично, се чувствувам како секој славени кога си ги чека гостите за роден ден. А оваа вечер моите гости се навистина многу бројни. Едве чекам сите да влезат, сите да се сместат и да почнеме со забава. Горда сум што на сцената се донесе една нова, радосна музика. Горда сум што сите заедно, независно што сакаат, што слушаат, независно од возраста, седат заедно, со мене ја пеат Твоите очи Лено. Горда сум што една голема музика стана многу лична, многу персонална. Тоа беше и мојата интимна желба. И што Љубојна на вистина успее да донесе радост не само на сцената, не само меѓу луѓето, туку и да ги претвори слушателите во активни учесници на концертите. Вашите почетоци, извини, не да? Вашите почетоци беа токму од Битола. 15 години јубилејно, дали би можеби тоа е причината што оваа вечер тука го припремате овој концерт? Навистина е така, јубилејне токму, бидејќи Љубојна почна во Битола и тоа добро се сеќавам, беше денот кога го празнуваме Свети Наум во античкиот локалитет Хераклеа. Тоа беше првиот наш концерт во Македонија и од тогаш не сме запрани. Дај Боже да продолжи со ова темпо. Веќе долги години сме со Джамбо Агушев, долги години ни е гостин на сцената. Со сите наши гости и со Владко Стефановски, кого од срце го поздравувам, е вечерва тука, ќе го видите и на сцената. Пријателството почнува од музика и расте токму заради музиката и тие средби што ќе ги видите на сцена се навистина едни средби на луѓе кои уживаат и во вистинска смисла ја слават музиката онака најискрено. Здравје, радост, мир во душата и уште многу долги патеки на вакви успеси на љубовта. Play in.